По успехот што го доживеа со издавањето на првата книга Кратовски мајтапи, авторот Мишо Доневски не застанува тука. Тој најавува и втора книга со мајтапи кои ги собрал на поднебјето во Кратово, а која во блиска иднина треба да го дочека светлото на денот. Патем Доневски започна и со прибирање на материјали од постари жители на градот, како основа за уште еден книжевен проект наречен Кратовски приказки. Сега работам и во напредна фаза сум на издавање на Кратовски мајтапи 2, бидејќи Кратовски мајтапи 1 беше прифатен многу убаво и дури и се бараше книга повеќе. Ќе мора реиздавање да се направи и за тоа размислувам. Друго, во план ми е да издадам и нов проект Кратовски приказки, по кратовски тоа е се на кратовски дијалект ќе биде напишано, бидејќи тука ќе бидат ставени приказки од животот на кратовчани, нивни судбини, истории, личности и настани. Доневски неодамна ја започна третата сезона на култната музичко-забавна емисија Времеплов, а денес ќе слушнеме еден познат кратовски мајтап во интерпретација на Мишо Доневски. Во Сител 2 телевизија се пронајдов во себе си и имам направено со помош на колегите од техника и режија. Имаме заедно направено повеќе емисии и повише проекти. Тука се кратовските мајтапи, што реков дека сега ќе се обновуваат. Тука беа, мислам, емисијата Времеплов. Оваа случка се случила негде 70-те години на 20 век. Двојца кратовци се бали у 5 саато, качат се у автобус на Југ турист да идат за Скопје. И седнат они во автобусо, биле на работа, тој биле Ванче Таско и Гого Гуца. И они седнујат си у автобусо, гледат ga некој младо кондукторче, викат сега ќе му направимо ние на нега мајтап, с нега ќе си правиме. Прегледуе картите тој кондукторчето и вика му Гого Гуца, а ве рече, доаѓа он, немам карти, вика, те водуга другаро, вика, нешто не е арампа за бардовци да го воду. А за тој време Ванче Таско почиња да прави Овој кондукторчето погледа тако како поисплаши се. Вика, ти га гледај нега, немој ништо, ни карта треба, ни ништо. Гого Гуца му рекол, абе све ме страх од џамчето ќе рипне, од џамо ќе рипне на автобусот. Затој, еве, држу ga овој. Знаете, оно џамовите кокави се на горните на автобусите, малецки, ништо, нема врска. И поедат они автобусот цело време, а се обрне од страа тој кондукторчето назад, тако обрне се и овој одма почне. Ванче Таско. Стигнат некако у Скопје и искачат они надвор на пероно и се вртат на кој кондукторо и му вика, абе будала некој. Не, он будала, ти си будала, бе, дете, бе, а клапсамун. Дек може од тој џамче да искоче човек, бе, абе, акмак некој.